се интензивираат преговорите, расте оптимизмот. Од 7 точки уште 4 не делат од решение за спорот со името. Премиерот Заев очекува тоа да се случи до јули, но ќе успее ли без промена на уставот, како што и покрај инсистирањето на грчката страна за уставни измени кои ќе гарантираат дека нема да има идентистички претензии од македонска страна. Околу овие прашања разговараме со моите гости во оваа дебата на Макфакс, универзитетскиот професор господин Мирсел Билјали и аналитичарот господин Љупчо Ристовски од Институтот Интегра. Добре дојде за двајцата. Господине Ристовски, во последна, да речам, последна точка, значи од преговориве или она што е најново да кажаме, средбата помеѓу премиерот Заев и Меркел. Како го толкувате интересот од страна на канцеларката Меркел околу името кое имаше телефонски разговор претходно и со премиерот Ципрас? Јас во повеќе наврати говорам дека очекувањата за позитивна разрешница на спорот се подигаат во многу ситуации, можеби и непристојно, до непристојни граници. Веројатно и очекувањата на меѓународната заедница исто така се подигнати на едно повисоко ниво од било кога досега. Веројатно, јас го велам, попустливиот став на македонската влада им отвори врата на меѓународните представници или тие што веќе гледаат свој интерес во разрешница на кризата околу спорот со името со Република Грција, дека ова е шанса да едноставно со нивно влијание и со нивни притисок дојда до некакво решение. Оптимизмот е пораснат, меѓутоа мислам малку нереално кај меѓународната заедница, затоа што тие едностранно принаоѓаат во ситуацијава и очекуваат да се скине таму каде што е најтенко. Значи, мојата проценка е дека тие очекуваат попустливоста на македонската влада да резултира крајно со прифаќање на сите исклучиви или екстремни барања на грчката страна. Јас не гледам во меѓународната јавност или значи во таа средина да се врши некој посебен притисок врз грчката страна. Знаете, тие обично одат на посета во Атина или телефонски се слушаат и ги примаат на знаење црвените линии од страна на Република Грција. И тие се резолутни во тој дел. Тие велат дека надвор од овие црвени линии ние не сакаме ни да слушнеме Македонија да стане членка на НАТО или евентуално да почне преговори со Европската унија. На другава страна, македонските политичари, малку според мене и неумешно, јас велам често пати како мачката да им го гризнала јазикот, не знаат да ги изнесат долниот прак на македонските очекувања за достоинствено решение во ситуацијава. Срамежливо најавува дека владата на СДСМ е подготвена за географска одредница, при тоа не објаснувајќи во детали што тоа би значило, дали би била географската одредница пред уставното име на Република Македонија или ќе дозвола да се раздвои уставното име па да биде пред терминот Македонија. Дополнително забуна внесува што немаат јасен став околу овие небулозни, да не речам, будалаштини на посредникот Метју Нимиц со латинична транскрипција на името во меѓународна употреба. Тие не се изјаснуваат против едно такво решение и тоа се им дава за право на меѓународните представници да гледаат можност да се пробие, да речеме, балонот или да се растегне можноста на компромис до бескрај на македонска страна. Значи, сето тоа е малку неумешно. Ми се чини дека јас во X наврати велам дека поготово што сега ги издигна на ниво на преговори, пошто министри се сега, првото ниво на преговарање. Тоа се веќе преговори, а ако влегувате во преговори, теоријата на политички науки и техниките на преговарање кажува дека вие мора да имате долен прак на достоинствено решение со кое би биле задоволни како ауткам од преговорите. Од тука во теоријата јас во неколку наврати споменувам, постои една батна стратегија или батна концепт, best alternative to negotiated agreement, значи најдобрата алтернатива на испреговараната позиција на вашата страна, и тоа треба да биде национален консензус. Инако вие немате бекап, немате сила. А од друга страна, ова парламентарно мнозинство исто така нема сила. Затоа е батна стратегијата битна и важна и треба да биде јасна и резолутна како став на државата Република Македонија. И од тука небулоза е ова што вице-премиерот Османи го вели дека медиумите не смеа
да разговараат на темата. Треба да разговараат и те како јавноста мора да биде вклучена во сите фази. И тоа најмалку ќе му штети на процесот, напротив, ќе помогне да им се разјасни и на грчката јавност, и на меѓународната заедница, но и на некои представници во владата на СДСМ дека нели ситуацијата не е црно-бела. Така, ќе го фатиме и делот околу транспарентноста, но веќе почнавме околу тоа оптимизмот. Господине Билјали, дали го делите вие ставот на македонската влада дека одбројуваме месеци, практично само за неколку месеци до самитот на НАТО ќе се најде решение за овој 25 годишен спор со Грција? И што и да се каже, мислим дека ирелевантно е, дури да сте голем оптимист, може да испадне у последен момент дека нема успех, или обратно да сте голем песимист, па пак да има успех, што не бил ниту очекуван. Моје мислење дека пропуштивме драгоцено време, ово прашање безболно да се реши, и тоа првенствено, значи 93-та, кога ги имаме двете резолуции на Советот за безбедност, кај што се јасно наведува дека треба да се изнајде решение меѓу двете држави во однос на употребата на името, разликите меѓу двете држави во однос на името. И значи во ниедна друга реченица не асоцира дека треба се разговара за други сегменти, за други прашања. И отприлike тоа е исто наведено и у времената спогодба од 95-та година, кај што децидивно се вели дека треба да се изнајде што побрзо, значи не се определува рок меѓу двете страни во однос на разликите околу името, и плюс ми се чини членот 11 од времената спогодба изрично вели дека првата страна се мисли на Грција, и втората страна е Македонија, нема да ја попречи втората страна во интеграциите, интегрирање во меѓународните организации. И тоа е многу јасно, но тоа беше прекршено. Политиката секогаш знае да биде над правото, дури и кога се работи за внатрешни проблеми, да не збориме за меѓународни проблеми. Значи, наместо тогаш да го решававме проблемот со мали болки, например, лесно можеше тогаш да испадне да се реши Република Македонија во Заград Скопје. И завршена приказ. Но политички игри, рейтингот, значи, тоа е слабоста на повеќе политичари, посебно во балкански услови, кои се спремни да пожртвуваат се само рейтингот не. И држава, и народ, и така натаму. И значи тоа заврши. Најлошо е што од доаѓање на Груевски наваму, значи не дека прашањето не сакало да се реши, туку се злоупотребува за дневно политички цели. Така, И цело време, значи, прво се поаѓаше од таа речица, што знаевме почесто да слушаме, дека нема да промени ни буква од уставното име, што асоцира на тоа дека прашање нема преговори, и се праќа порака до јавноста дека тоа е, значи, прашање кое заслужува да се сатанизира, да не се реши, некој ни сака лошо, цела меѓународна заедница е против нас и да, многу да што. не се задржувам многу околу тоа како било до сега. Не, мора да кажеме за да не се случи во други сегменти пак грешки. Значи мора да се прати порака на политичарите проблемите да ги решават сега, кои се проблеми, и не по тоа да се зголемуваат. Сега проблемот порасна многу голем става. Значи сега не дека проблемот во однос на името, ја мислам дека јавноста да направите некоја сондажа сега, веројатно и етничка, ако сакате, и македонската јавност е спремна за некаква остапка во однос на името, но ако навлегувате во други сегменти, тоа се чувствителни сегменти, што е најлошо и во историјата се нема случајно да се преговара за чувството, колективните чувства на луѓето, како тоа се вика јазикот и многу други прашања, но тоа си е тоа. И за жал плюс е тоа што сепак постојната опозиција наместо да се реабилитира колку што може и да се извинува за минатото и да бара заеднички консенсус во однос на тоа што треба да се разговара, сега тие продолжуваат да играат дневно политички и тоа на сите ќе им се крши по главата. Значи мора да станеме свесни дека национален интерес и на македонци, и на сите, и на албанци, и на сите други е развој на економијата и запирање на екзодус. Ние имаме жив екзодус.
Знаете дека, ево, луѓето се карат или пратениците или не знам кој, за јазикот, јас сум сигурен со вакво темпо, за 20 години само спомениците ќе зборат некаков јазик, како воопшто зборуват некаков јазик. Значи, национален, витален интерес на сите развојот, интегрирањето и спречување на екзодусот. И пораст на стандардот и така. Да, еве, знаеме веќе околу името, нема да ли цитираме нели кое име, да не обвинат како што споменавте и вие, министерот Османи потенцираше дека грешка е за процесот да се прават дебати во медиумите, меѓутоа можеме да говориме што значи дали може практично да дојде до ново решение без промена на уставот. Може ли да се најде нешто такво кога знаеме дека грчката страна постојано инсистира и веќе во грчките медиуми гледаме дека е намален оптимизмот, тие почнуваат полека да градат еден песимизам, да расте кај нив дека македонската страна нема да... Легитимно е очекувањето на грчката страна да бидат екстремни. Легитимно и нормално е за очекување во услови кога имате за политички противник, па да не решам, ајде, помалку пријателски настроен сосед, да не решам непријателски настроен сосед. Значи, што сакам да кажам со ова? Тие можат да имаат екстремни очекувања, но прашањето е ние докаде ќе ја поставиме границата. Оти некој пат не зависи се од нашето однесување, односно не зависи се од однесувањето на другиот, па вие се да прифатите. Ме разбирате што ми е поентата. Значи, Република Грција може да биде екстремна, но прашањето е, внимавајте, ние немаме резолутен и унисон став на владата во ситуацијава. Јас во неколку наврати говорам. Ингеренциите за надворешната политика се на премиерот и дел на председателот, а ги спроведува политиките на владата министерот за надворешни работи. Чи немаат право ниту вице-премиер за европски интеграции, освен во делот на евроинтеграции, ниту министерката за одбрана, ниту било кој друг вице-премиер за економски прашања или министер, немаат право во јавност да дават изјави и да реметат јавноста, односно јавното мислење и мнение и да праќаат погрешни пораки мимо министерот за надворешни работи или овие кои што се овластени носители на ингеренции во надворешната политика. Значи, тоа премиерот Заев треба да си го среди и министерот Димитров во неколку наврати праќам порака на седница на влада треба да ги постави правилата на игра. Ако сакаме успех во преговорите со Грција, мора владата да настапува унисоно. Не може представници на ДУИ во Вашингтон да праќаат една порака, вице-премиерот од ДУИ во Атина да праќа друга порака, вице-премиерот за економски прашања трета порака, министерката за одбрана во Лондон четврта порака и министерот и премиерот да дават од време на време различни пораки. Че владата мора да стане унисона во тој дел. Вака покажува неумешност, покажува неукост, некоординираност и тоа е лоша порака во суштина. И нам како на јавност, како на експертска јавност, ни дава за право да бидеме критички и да заоструваме реториката во однос на ставот на владата. Доколку владата е јасна во своите ставови, прецизна за долниот праг на достоинствено решение до каде може да се оди во ситуацијава, ќе ни прати пораки и нам внатре на домашната јавност, ќе прати порака на меѓународните представници, ќе прати пораки и на грчката јавност и грчката влада. Значи, ние сме доведени во ситуација да едноставно не знаеме што се случува. Значи, јавноста се сомнева дека се преговара за затворени врати за непристојни предлози од страна на Грција. Нашиве не знаат да речат не во дадена ситуација. Значи, чувствуваме дека не знаат да речат не. Се гледа нивната внатрешна желба да се реши проблемот, се гледа и внатрешната желба на домашната македонска јавност конечно да се реши ова прашање, но не на ваков начин. Јас морам да знам како дел од таа домашна јавност, која што ги промислува и така натаму работи, јас морам да знам долната достоинствена линија на која што Македонија може да оди во попуштање во однос на спорот со Република Грција. Ако е она што премиерот еднаш го најави дека е географска одредница на уставното име, тогаш во рете и тука ја затвараме линијата. Повеќе нема отворање на тоа прашање од било кој друг министер или вице-премиер во владата или било кој представник на власта. Тоа треба да бе завршен, резолутен, унисон став на владата на Република Македонија. И тоа треба јавно да се каже, мора да се децидни во тоа. Ако не остават они печаток во јавноста, значи дека се сигурни и самоуверени во својата позиција, тогаш како очекувате јавноста да им верува и да има доверие на јавноста во нивните ставови и во процесот на преговарањето?
Нам ни треба јасен, резолутен, прецизен став. До каде е подготвена владата? Јас себе јавно ја прашувам во повеќе наврати. Барам јавно министерот за надворешни работи и премиерот на владата да излезат на пресконференција да кажат ова е долниот праг на достоинствено решение. Под тоа, македонската јавност да биде мирна, ниту ќе дозволиме да се оди, ниту ќе дозволиме достоинството на македонскиот народ да се дирне. Затоа што не станува збор за сегашнава генерација. Станува збор за жртвите на генерации пред нас и за генерациите што доаѓаат. Тоа е прашање кое што мора да биде одржливо во историски контекст. Ако вие сега направите грешка, историска грешка, и да го решите проблемот на начин што ќе дирнете во достоинството или ќе го урнете достоинството на македонецот, тогаш вие не сте го решили проблемот, вие сте отвориле нов огромен проблем. Јас во многу наврати велам Македонија е јаболко на раздорот од давнина во историски контекст. Не треба да продолжи во 21 век да биде јаболко на раздорот. Ако го дирнете македонскиот национален идентитет, македонскиот јазик, сите одредници и историјата таква како што ние ја знаеме, тогаш веќе создавате од проблем 10 пати поголем проблем. И Европска унија уште не е свесна како проблем може да искрсне овде. Ние изгледаме како питом и мирољубив народ, но ако ни оставите рана која што ќе крвари во периодот што доаѓа, тоа како проблем ќе расте и ќе се зголемува и нема да има мир на овие простори. Памтете ми го зборов. Добро, во неколку наврати се случна можеби слична реторика од страна на македонската влада дека се бара достоинствено решение за двете страни. Го споменавте идентитетот, можно ли господине Билјали да се зачува идентитетот практично? Да ги поедноставиме работите, значи дали автоматски промената на името со географска одредница значи изазирање во идентитетот? Први малце да се навраќа во однос на тоа што мојот пријател Ѓушо го произнесе. Мислам дека преговорите, било да се работи за внатрешните проблеми, било уште повеќе за меѓународните проблеми, се цела наука, тие се океан. Значи не можеме да ги поедноставиме работа до таа ниво да мора, значи позиции да се гледа напред кој што да ги читаме цело време црвени линии, што се тие црвени линии или минимум испод кој не се иде. Ја мислам дека од тој момент кога ќе кажете некакви црвени линии или минимум, веќе сте ги отварале картите и кажувате да, до тука се окей. Видите, тоа е борба, значи преговори се борба за позиции. Тука е и соодносит на сила, на силите, економската сила, големината на државата, внатрешните односи, па и психологија и многу што има во преговорите и затоа јас се сложам дека треба да има стварно една сручна екипа и се опфатна со по сите сегменти да биде спремна да одговара на потребните овој барања на преговори за соодветни позиции. Не сум сигурен дека дисонантни изјави кои нама ни се чине, дека се штетни. Понекогаш тие преговорите сами се монтират или се организират, за да се мери пулсот на другата страна, на третата страна, на меѓуната заедница, како ќе изреагира, потоа ако треба ќе се релативизира дека тоа било лично негово мислење или кажано извадено контекст. И многу што, значи дипломатијата тоа не го забранува, ама условно да биде организирано, значи комплетно. И не гледам дека со еден тон треба да се разговара, затоа мора да имаш оно логика добри полицајци и лошиот полицајец, значи тоа е основна техника на преговор кој ние ги учевме во нашата тогашна комунистичка Југославија, што фрлим сега дрвја и камења, и што мислам дека сепак имаше една многу поздрава наука од денешна. Дали сега уставот треба да се смени? Според мене нема потреба од промена на уставот, затоа што ако се склучува некаков меѓународен договор, тоа е по духот и словото на уставот, веќе е дел од правниот поредок кој не може да се укине со ниеден друг закон. Дури и уставните измени кои може да ги направите понатаму, не може да го дерогират, спогодба или договорот меѓу двете страни, или тој ќе веројатно ќе се вика меѓународен договор. И тоа е основно начело кој вреди во меѓународното јавно право, па и во внатрешно право на сите држави кои имаат елементарен правен систем. Јас не гледам причина, значи да се смени договорот ако се изнајде решение
како ќе се вика државата, со географска одредница, или евентуална временска, и не знам дали сега се фаворизира повеќе првото. И оти проблемот, значи, не е внатрешен. Проблемот е меѓународен, билатерален или мултилатерален, или универзален во склоп на меѓународната организација. Значи, ако грците сметат дека проблемот е наш, поради билатерална комуникација, мултилатерална комуникација, во меѓународни конференции, во, не знам, специјални заседања на Обединените нации, редовни заседања и така натаму, значи проблемот е тука. Ако се изнајде решение за тоа, може само со спогодба. Зошто е потребно да се смени устав? Нема никаква логика. Ја мислам дека тие се позиции кои верувам дека и грците се свесни. И сега многу е важно, за разлика од мојот пријател и колега, мислам дека притисокот подеднакво ќе веќе се фокусира врз двете држави, не само врз Македонија која е најслаба, оти иако Македонија е слаба. Има две причини дополнителни. Таа стварно е слаба и економски, и политички, и како сакате, и развојни, не е членка на меѓународни организации, ни на НАТО, ни на Европска унија и така натаму. Но, постои минимум правила во меѓународното право, кои очигледно дека тука се во полза на Република Македонија. Второ, геополитички, значи, ако Македонија не се зачлени во овие две организации, сите сериозни анализи покажуваат дека можеме да дојде до сериозна дестабилизација, не само во Македонија, во целиот регион. Значи, тука е она што треба ние да го имаме предвид и да ни биде авантажа. Свесни дека процентите се овие. Значи се угледа дека Македонија, тоа што се случи, нели, пред година дена, у собранието, кој мене ми личи на државен удар, или покушај на државен удар, во крајна линија плод на нерешавање и на овај проблема со името. И јас мислам, тоа значи не зачленување на државата во евроатлантски интеграции, со што ќе се воспостави некаков систем кој функционален, за разлика од тоа што ни се случи некаква класична диктатура со елемент на, не знам, и фашизам и да не кажем и тероризам и диктатура и многу што. Значи, меѓународната заедница е свесна дека Македонија мора да добие покана за НАТО. И тука се нашите позиции поволни и треба да обстоиме на тоа и не верувам дека некој не сака, па и грците нема некој да ги сака толку многу, за да навива за некаква полиција, странци навиват за да се изнајде решение. Ама се согласувам дека стручно, организирано, значи сите сегменти, сите екипи, целата екипа, луѓето треба да се координираат тоа. Прво правило. Мала интервенција само во еден дел. Знаете, ние имаме сосема легално и легитимно право да ги сопреме преговорите во делот на промените на уставот. Значи, ерга омнес е флоскула која што грците ја држат намерно за да не успеат преговорите. Тоа е класично, флагрантно, дрско и безобразно мешање во внатрешните работи на една суверена земја членка на Обединетите нации. И тоа е факт. И според повелбата на Обединетите нации за меѓународен мир и безбедност, и според резолуцијата за правата во меѓународните односи од 1970 година. По сите меѓународни документи во Обединетите нации недозволиво е било која држава да се меша во внатрешните работи на една земја или група на држави, во внатрешните работи на една суверена земја членка на Обединетите нации како што е Република Македонија. Во дадениот случај ние можеме да речеме стоп. За тоа не разговараме. Не може јас да дојдам дома кај вас и да ви речам од сега вие ќе живеете според поредокот кој што јас ќе ви го кажам. Тоа е капитулација. Значи ние можеме како влада, без разлика што некој претпоставува дека силата е на страна на Грција. Јас велам може и да не биде на страна на Грција силата. Може би ова последната шанса Грција да го фати возот, ако е паметна да прифати едно нормално достоинствено решение за Република Македонија. Од една нормална влада утре ќе го понуди кривулак за антиракетен штит на Америка и тогаш ќе се сврти за 360, за 180 степени целата ситуација и работа. Јас ова трет пат го говорам во јавност и ова сериозно го размислувам. Значи сакам да кажам, ние можеме комотно да кажеме и на канцеларката Меркел и на
Метју Нимиц, за ерга омнес повеќе не сакаме да разговараме. Тоа е класично мешање во внатрешните работи на суверена држава. Сакала Грција да прифати или не. Наредниот пат ние ќе одиме по оној друг принцип, јас си го велам стално, Counter Veil Alliance, ќе си најдеме еднаков по сила или поголем од нашиот политички противник Грција и понатаму ќе си ги решаваме работите така како што ние знаеме и умееме. Има премостување и за НАТО, има премостување и за членство во Европска унија. Ја не велам Русија и Кина, далеку од памет, но имаме ние меѓународни пријатели кои што се во западната просперитетна хемисфера, каде што ние можеме да издействуваме и избоксуваме најдобро поволно решение. Ако Израел може сам да направи бруто домашен производ на 20% помала територија од нашава, 270 милиарди долари, па да има буџет 70 милиарди долари, зашто не би можеле и ние? Кој не брани? Ако сме малку умни, паметни, да избереме конечно еднаш паметна влада која што ќе работи во име и во интерес на својот народ. Значи, ми ја сваѓате поентата. Ние можеме комплетно да го отфрлиме тоа. И ова друго прашање за билатералниот договор. Внимавате, таму се вели дека станува дел од внатрешниот поредок, така, од внатрешниот правен систем. Но таму во Уставот вели доколку е во согласно со Уставот. Што ако некој член од договорот е спротивен на клаузулите во Уставот? Во Уставот уставното име е Република Македонија. Македонскиот јазик е дефиниран како македонски јазик. Во Обединените нации сме заведени под англиска транскрипција Republic of Macedonia, без разлика што сега имаме акроним FIROM и има Macedonian Language. Било кое друго решение што ќе прифатиме во таков договор ќе биде спротивно на Уставот и ќе биде предмет на анализа на Уставниот суд дома. Не е точно дека било каков договор не подлежи на анализа дали е во согласно со Уставот или не е во согласно со Уставот. Јас спорам со тоа. Мисле, че Собранието е единствен инструмент, пошто Уставниот суд нема надлежност. Добра, ама таму членот вели станува дел од внатрешниот правен систем на државата, доколку е во согласно со Уставот и уставните одредби. Јас така го читам. Ако е во согласно со уставните одредби, Уставниот суд ќе се изјасни. Значи, тој дел, дали е во согласно со Уставот или не, е надлежност на Собранието, што значи нема надлежност Уставниот суд. Тоа е многу јасно начело. Уставноста ја цени само Уставниот суд. Никој друг. Ни Собранието нема право да цени уставност. Ние, например, кога нашиот поредок би дозволи, значи, претпоставам дури да пишуваше така, Уставниот суд ќе беше хаос, значи, ќе склучувате меѓународни договори, потоа Уставниот суд ќе ги руши и ќе не може само ако се воспротивност. Значи, тоа е согласно Уставот се претпоставува дека одговорноста е на Собранието да прецени дали е согласно тоа што е заклучен како договор, дали е од председател и премиер, согласно Уставот или не. Ако мнозинството мисли така, значи простото, ова е апсолутно мнозинство, тогаш окей. Значи одговорноста е нивна. Значи немаме друг инструмент за да кажеме дали е согласно Уставот, за разлика од законите кои можат. Значи исто и како Уставот. Ако го смениме Уставот, може Уставниот суд да каже дека вие сте го сменили Уставот несоодветно на Уставот. Не, завршено. Уставниот суд ви каже добро, сака да ово не пише во Уставот. Напишете во Уставот, за нас е окей. Тоа е логиката. Уставниот суд цени ако законите и меѓународниве договори и сите останати акти што ги носи државата се во согласно со Уставот или не се во согласно со Уставот. А самите измени на Устав си ги цени парламентарното мнозинство, ако има 2/3. Споменавте, господине Билјали, дека во оваа насока е доволно можеби со меѓународен договор да се со ратификација на меѓународниот договор да се најдете решение околу името, но дали тоа автоматски значи дека нема да се спроведе и референдум, нема да бидат прашани граѓаните што мислат на оваа тема, бидејќи знаеме дека во владината коалиција има поделени мислења околу спроведувањето на референдум. Сега е тоа друга сфера што јас по природа мислам неколку пати по медиумот сум кажал дека за мене референдумот колку може да биде оно демократско средство на непосредно изјаснување, толку може да биде сосем на тоталитаризам. Се покажат дека и во минато сме имаме референдуми за да се оправдува диктатурата, тоталитаризмот и така натаму. И што е лошо кај референдумот? Кај референдумот немаш компромис. Значи имаш едно готово мнозинство кое губи, и имаш друго мнозинство кој се добива. Значи едната страна се добива, тоа е подел. Значи во рамките на нашите услови тоа не е добро. Второ, ако етнички се анализира, значи една или повеќе нации ќе гласат 99% за. Другите помалци, значи ни решават, значи
создаваме вештачки проблеми, но ако референдум се поврзува со еден друг сегмент, дали, например, сме за да се зачлениме у одредена организација со што практично се согласувам за меѓународен договор, тогаш окей. Тогаш сум сигурен дека најверојатно 90% од тие што ќе излезат на гласање ќе гласат за. Значи нема да се соочиме со поделби. Но друго сакав нешто да кажам не дека окей, принципиелно, значи го земавте како пример Израел. Камо среќа Израелци ние да бевме тука, оти тие сепак еден подруг витален народ, ке се покажам дури во рамките на војна со сите соседи да покаже голем витален развој економски. За жал ние не сме такви. Ние сме работници надвор. Внатре ние сакаме на готово некако да се снајдеме на сите можни и неможни начини, дури и незаконски да дојдеме до екзистенција, до пари, до богатство. Тоа не е проблем. Значи мора да се сложиме дека тоа е наша реалност. Оти, кога сте богати, например, да ги прашате швајцарци да би сакале во Европско, не. Оти тие се испод нашите стандарди. Или, например, норвежаните, па не сакаме. Сакаме, не знам, договор за слободна трговија, окей, со специјален статус. Добро. Значи, проблем не нас сме самите за себе. Кога би биле јака држава, веројатно не би имали ни такви проблеми. Не би се осудил некој да изнесе такви проблеми. Значи, тоа е тоа. Нашите позиции се слаби на сите основи и тоа што ги нареков евентуално, значи, геополитиката и така натаму, тоа ни е во полза, ама треба да знаеме да го користиме. И тука сите инструменти, сите механизми, сите политички партии и субјекти треба да помагат конструктивно. Секоја манипулација штетно. Ја гледам дека 200 научници, извини, само овде. 200 научници излеготе се подпишуваат дека ова не ни треба да се прекинат. Да, јас се да ставам во контакт со некој од тие професори, можеби ќе беше добро. Ја имам почит кон едни професори и јас би бил среќен да веруват на ова што го подпишуваат. Се ми се чини дека е тоа една друга опција, понекогаш знам да кажам и, не знам, про-путинска ориентација која се маскира со ово, не го давам име и ред други прашања, а сака нешто друго. Ама прво не знаат дека дури и србите со голем чекор, значи идат кон запад. Интересна една сондажа пред 5-6 месеци беше, ги прашале, значи граѓаните срби, дали срцето им е у Брисел или у Москва. 67% каже Москва. Но друго да прашаје дали кај ќе сакат да ви живеат децата. Брисел или обратно. 80% бара запад. Значи тоа е една заедница која се судрува меѓу срцето и джепот и така натаму интересите. А и како политика србите водат многу зрела политика. Тие имат многу потежок проблем во однос на Македонија. Значи имат проблем да се откажат од тоја теорија која сметале како своја држава, тоа дали беше Косово, која сега е независна. И треба да се сложа со тоа. Значи не е лесно тоа, мора да се сватиме, ама за повисоки национални интереси е потребно. Ќе се постигне ли национален консензус според вас? Бидејќи нели веќе има и преговори. Ја мислам дека некакви нијанси има на тоа, ама пак се игра со реченици, тука, ама ово не се сложам, окей, и тоа е добро, но мислам дека сепак градиме некаков консензус, иако треба, мислам дека многу посврст тоа. Тој консензус треба биде и појасен и координацијата треба перманентно, значи тие, окей, црвени линии, ама тие црвени не можат да се прокламира секогаш пред јавноста кај се нашите црвени линии. Тоа треба да ги имаме внатре и да разговараме за тоа. И потоа ако треба да прашаме јавноста последниот, може да кажеме и тоа, ама кога ќе дојде време за тоа. Значи тоа е тактиката и техниката на водење, прво тоа го бара. Ако ние ја не се сложим со многу луѓе кои дале изјави од ДУИ јавно и не знам што кажале, но оти не се дава такви изјави во медиумите, но реално, значи, мора да се сложите дека одредени сегменти ќе ги пуштите како пробен балон, како тестирање, како да видите како ќе биде реакција на главните играчи на тоа.
Ама тоа мора да биде координирано. Значи не треба да испадне спонтано, ненаштимано. Дали тоа поуспешно го прави грчката страна, бидејќи И грчката страна, тоа и тамо слушаме, значи, и не само релациите опозиција власт. Да. И во Грција, и во рамките на ова владината коалиција, гледам понекогаш во њасе се дават тактички секакви изјави кои асоцираат како да не се координирани, но тоа мислам дека често се прави. Значи имаме ситуација во која ако сакаме одредено решение, тоа треба да биде feasible, тоа треба да биде изводливо. Така? Објективно ние сега имаме ситуација каде што опозицијската партија јасно и резолутно вели дека не прифаќаат било каква промена на уставот во врска со имплементација на евентуално Што значи ново прифаќа друг договорено име. договор? Мола? Што значи дека се согласува за договор кој не Се согласува и во тој дел се конструктивни за волја на вестината, но генерално ставаат линија дека уставот нема да се менува. И тоа е согласно резолуцијата на Обединетите нации. Ние преговараме за име во меѓународна употреба. Илузија Обединетите нации вас да ве тера за внатрешна употреба. Затоа што си ги знаат своите повелби, своите резолуции и меѓународните односи добро ги познаваат. Од тука внатрешната промена ја остава за тој билатерален договор со Грција. И тука веќе сликата не е повеќе розова. Сликата е ужасно лоша за Република Македонија, затоа што они ќе одат секогаш со максималистички позиции. Ако нешто не е изводливо, значи не е изводливо вие ВМРО да го натерате да го промени ставот, дури на евентуален референдум, ако не учествува ВМРО ДПМН како опозиција, тој би бил неуспешен. И не би бил валиден, и не би бил одржлив во историски контекст. Било какво решение не би било одржливо. Поддршка дали може да биде успешен. Значи ако не се организира со некого друго барање кое ги стимулира граѓаните и дури со целокупна поддршка да е незамерена. Решение ние ќе го провериме со народот. И од тука треба јасно да се каже и на грчката страна, и на медијаторот Нимиц, и на меѓународна заедница во сите разговори, преговори дека едноставно ерга омнес нема. Затоа што ние не можеме да го спроведеме. Немојте, тоа се политики на скриени намери. Со станување членка во Европска унија, ние ќе го промениме уставот. Кој го гарантира тоа? Кој го гарантира дека со станување членка на Европска унија нема да бидат во владата ни ВМРО ни СДСМ? Ќе има нови политички односи во Македонија. Како може тоа да го гарантират во име на некоја идна генерација за 5 до 7 години? Значи тоа е илузија, ниту Грција тоа ќе го прифати, ниту ние не треба да влегуваме во таа замка, едноставно резолутно треба да го кажеме нашиот долен праг. Ерга омнес ке си ја повлечете, затоа што тоа не е согласно меѓународно право и е тоа испод секое достоинство, вие да ни се мешате на внатрешните работи дома. Ние сме суверена држава во Обединетите нации. Сакате, прифатете го тој факт, сакате не. Ние имаме излезни решенија надвор од очекуваното членство на НАТО и очекувани почеток на разговори со Европската унија. Ако сакате да се соочите со тие решенија, нека почекат уште некоја година и ќе се соочат. Значи нема перспектива решението. Идеална ситуација за Република Грција да го прифати оној минимален долен праг што го најави премиерот Заев, да прифатиме географска одредница на уставното име и да се заврши целата песна. Никаков корпус на идентитетски прашања да се остава за некаков договор. Владата треба уште сега јасно и резолутно да каже дека согласно меѓународно право, согласно повелби на Обединетите нации, согласно резолуциите на Обединетите нации, никој нема право да си поигрува со моето достоинство и со моето чувство како индивидуа, да ми го менува она што ми го оставиле во наследство прадедоми, дедоми, таткови и така натаму. Моето македонско национално чувство. Сакам да кажам само со една реченица дека ние имаме силни аргументи кој што никој разумен во меѓународната заедница не може да рече ова не е така. Само ние не ги користиме или барем ние не знаеме дека ги користиме. Да знаеме дека ги користиме, грчката страна ќе биде повнимателна со своите предлози, а не да се излетуваат до крајен екстрем. Само последно прашање имам. Што ако сега не се реши спорот со името? Никому ништо. Едноставно ќе си помине ситуацијата таква како што е. Ние веќе ќе мора да се соочиме со нови избори, воредни предвремени, можеби ќе бидат 6 месеци пред овие очекуваните председателски и така натаму. Нови политички сили ќе дојдат на сцената и ќе почнеме од нула да ги цртаме работите во меѓународната политика и меѓународни односи. По принципот на Counter-Vail Alliance ќе си бараме еднаков по сила или посилен од нашиот политички противник да биде партнер со еден воено-политички стратегиски договор, ќе го понудиме криволак за антиракетен штит и ќе ја добиеме Америка на наша страна. Знаете дека најголемиот адут на Трамп во кампањата беше Missile Defense System. Тоа значи дека во Романија веќе го инсталира
Криволак има идеална позиција да го има тој антиракетен штит према арапскиот свет, што е и класичната намена на тој систем, и ние тука обезбедуваме иднина и без членство во НАТО. И тука да не се играме играчки, тоа е опасност за Република Грција, не е за нас. Ние добиваме цврста позиција и забетонирано и уставно име и идентитет во периодот што доаѓа. Сакале некој да го прифата тоа или не, тоа е опција. Втората опција е воено-политички стратегиски договор директно со Израел. Израел долги години ни подава рака. Господине Билјали, имаме ли алтернатива ако сега не се реши спорот со НАТО? Мислам дека има алтернатива, таа е многу тешка. Во наши услови тешка е. Ние, значи, веќе имаме еден многу сериозен тест. Тоа беше нели пропуштување на шансата кога беше Букурешкиот самит да се реши името и многу со поповолни позиции од колку сега. Тоа, значи, тогашните луѓе не најдоа капацитет тоа да го направат и плативме 10 години. Не само безбедносно, и економски, и социјален. Ние сме дегенеративна, мислим, во смисол нација, политичка нација. Значи, многу вредности се преокренати како пирамидата што може да се прекрене на глава. Тоа и нашите вредности се преокренати. Тоа ќе ни треба терапија да се лечиме од тоа. Значи, не сум сигурен дека ако ја пропушиме ова шанса, меѓународната заедница се занимава со нас. Милион проблеми пожестоки имаат отколку да се занимава со нас. Не сакате, добро, чекајте уште 10 години. Што може да се случи тие 10 години, тој е наш ризик. И затоа не сум сигурен дека се плашаме дека сакајќи да ги спасиме ведите, ќе ги губиме очите. Многу што треба добро да го анализираме, да се реши и обично прашањата изгледаат дека многу се комплицира, но кога се решават, се гледа дека ништо не се случи. Тоа со Бугарија. Некме се сретнавме со еден пријател од Белград и мојот пријател од тука од Скопје. И додека разговаравме за проблемот во однос на името со Грција и деталите, и сега наеднаш вели нашиот другар од Македонија, па што за тоа и синтагмата македонски, што се однесува повеќе на производите и така натаму, за да не биде монопол само на едната страна, туку двете страни може да користат. И тој вели, а што ако грците кажат дека нашиот јазик се вика македонски? Кажам, а што пречи тоа? И поаѓам од себе. А Србијанот беше пријател наш. Кажеме, србите кога би рекле, слушајте, вие албанци, сакаме нашиот јазик српски да се нарече албански. Кажем, па ви честитам. Зошто би имал против? Дори ви аплаудирам. Наречет го јазикот албански. Значи, мора некој праче да се ослободиме и ние премногу емотивно ги сваќаме. Значи, мора да бидеме реалисти. Не, ама само извинете една мала додака во однос на ова што го велите за Бугарија. Да, само Че ние во меѓународни односи прифативме сериозно понижувачка ситуација. Ние во Устав се откажавме од грижата за македонско национално малцинство и во Грција и во Бугарија. Постои. Отворете страната на Омо Илинден, ќе видите дека постои. На Виножито во Грција постои. И меѓународна заедница не е слепа. 28 извештаи на ОПСЕ говорат дека постои македонско национално малцинство во Грција. И ние сакаме билатерален договор, во кој што нема да го спомнеме. Не, одлично знаеш дека тоа е начело на меѓународното право. Значи, грижа за малцинствата, без оглед дали ќе го напишеме во уставот или не, тоа е по автоматизам следи по меѓународното право. Колку тие луѓе кои живеат таму велат дека се македонци, зашто не се покажат повитално да кажат не има 5000 македонци, 20.000, 50.000, не знам колку има, да кажат. Значи, не верувам дека стравот е толку голем што не се изјаснува. Тама и различни интереси, па двојно чувство. Еве во Грција се изјаснува. Значи не можеме. Пребројани се 300.000 во моментот се изјаснуваат. Во Грција? Етнички македонци кои што го говорат етничкиот македонски јазик. И Ама ОПСЕ го има во извештај. Тој и албанци може и јас имам во мојата архива 28 извештаи на ОПСЕ. Кога ги прашуваш што сте грци? Не. Знаеш колку има албанци Добро, кои јавно говорат? може некој се плаши да каже. Но генерално во извештаите ОПСЕ има точно 28 извештаи во фолдер имам, ќе ви ги препратам. ОПСЕ кажуваат јасно. Постои македонско национално малцинство. И сега сите се правиме, мислам као да е тоа не е Добро, ништо. познато за грците дека нема Не. малцинство таму. Да, Грција, ајде да преговараме за тоа, Грција ќе ви рече не, никако. А нам Грција ни вика ајде да преговараме за се и се што ни викаме ајде добро.
Тоа е недостоинствен пристап. Господа, јас ви благодарам за учеството во дебатата на Маквакс. Се надам ќе има прилика кога ќе отвориме и други повеќе прашања слични или можеби поинакви од оваа тема. Ви благодарам уште еднаш. Добар ден.